Иако престана со работа во 2020 година, специјалното јавно обвинителство одново ја бранува јавноста и во фокус ги врати поранешните лидери на двете најголеми политички партии и екс-премиери Зоран Заев и Никола Груевски, а ги раскара и поранешните колеги. По вчерашната реакција на обвинителот Гаврил Бубески за новоите што ги изнесе адвокатката Лејла Кадриу, со реакција денес се огласи обвинителката Елизабета Јосифовска, која исто така беше дел од специјалното јавно обвинителство. Таа ги демантираше обвинувањата на Кадриу и најави тужба. Сметам дека овие лажни и клеветнички изнесувања се направени со цел да се наруши мојата чест и професионален углед, но и да се дискредитира работењето на целата институција специјално јавно обвинителство. Не изостанаа реакции од политичките партии. Од опозицијската СРСМ обвинуваат дека власта води кампања против институција која повеќе не постои. Според опозицијата, атакот врз СЈО е специјална операција за враќање на Никола Груевски во државата. Како што и претходно ја информиравме јавноста, во тек е координирана политичка операција, чија цел е враќање на Никола Груевски и целосно уривање на правниот систем во државата. И откако ги видовме резултатите од истражувањата во Унгарија, станува известно дека блискиот пријател на Мицкоски, Орбан, може да се соочи со пораз на престојните избори. Тоа го виде и Никола Груевски. Наместо во Идризово, ВМРО му планира враќање во државата на Груевски, но во Белата палата. Така изгледаат реформите во ВМРО, нема повеќе подпредседатели, нема внатрешна конкуренција, се расчистува патот за единствениот председател на ВМРО, тоа е Никола Груевски, а Мицкоски е само чувар на фотелјата. Од ВМРО ДПМН пак одговорија дека СЈО била продолжена рака на СРСМ и на екс-премиерот Зоран Заев, кој според владеачката партија носел одлуки наместо специјалните јавни обвинители. Доштвата на обвинителката Лејла Кадриу од поранешното СЈО се доказ за тоа како Зоран Заев го отвори правосудството како пупка. СЈО бил претворен во партиски штаб на СДС. Зоран Заев и СДС во тоа време ветуваа некаква вистина и правда за Македонија. Но освен политички прогон, политичко монтирани случаи и изживување врз поранешни политичари, друго граѓаните не добија. Обвинителката Кадриу во интервју сведочи дека во еден момент дури 4 адвокати на Зоран Заев дошле во специјалното јавно обвинителство да ги убедуваат обвинителите да се пуштат лица од притвор за предметот пуч. На сличен став со власта е и самиот Груевски, кој вели дека СЈО повеќе личело на штаб на СРСМ отколку на обвинителството. Јавното сведоштво на обвинителката на СЈО Лејла Кадриу потврди дека СЈО повеќе личело на штаб на СДСМ отколку на обвинителство и дека правеле стратегија како мене и моите соработници да не представат како зверови кои крадат и убиваат со цел политичка екзекуција. Инаку, специјалното јавно обвинителство повторно се актуализира во јавноста, откако адвокатката Лејла Кадриу во ТВ гостување изнесе ставови за начинот на функционирање на институцијата, наведувајќи директни политички влијанија, финансиски злоупотреби и незаконско постапување во периодот кога СЈО било активно.